Таа беше една од омилените професорки во Скопската гимназија Орце Николов. Многу ми не познаваат како активист граѓански за многу битни теми, од употреба на македонскиот јазик помеѓу помладото население до ментално здравје кај младите, до сеопфатно сексуално образование и еден куп други теми. Последните 4 години работи како научен соработник во Институтот за македонска литература. Здраво, ова е нова епизода на Умен подкаст, наша соговорничка гостинка, што ми е многу драго, е доктор Тамара Ќупева. Благодарам ви на поканата и се надевам ќе имаме пријатен разговор. Ќе си направиме супер муабет, пошто и двете сме муабетчики и сакаме да зборуваме на оваа тема. Така. Ајде малку да се вратиме на почетокот, она што ти долго време го работеше, повеќе од 25 години беше професор по македонски јазик во Орце Николов. Сега веќе 4,5 години не си таму. Дај да направиме една онака стратиграфија на почетоците, значи какви ти се искуствата низ овие години. Да, ќе зборуваме за младите и какви беа тогаш оние средношколци, деца што веќе се туку што влезени во пубертет, таа се адолесценти, и колку е битно уствари еден наставник, професор во овој период да ги инспирира. Ако треба да сумирам и да ги сумирам сите тие години од почетокот до последната година во училница како активен или како професорка по македонски јазик, единственото чувство е дека тоа беа најубавите години од мојот професионален раст и развој, најубавите години од процесот на учење и едно соочување со најавтентичната реалност која што секогаш ве држи во релација со она што вистински се случува надвор, односно во животите на младите луѓе. Дали и колку се менува искуствата и колку се менува околностите, тоа е јасно дека промени има од прв пат кога влегов во училницата до последната генерација која што така искрено и со многу тага ја оставив обострано, нели, во таа смисла, затоа што навистина барем јас чувствував дека имавме одлична комуникација, меѓусебно разбирање, па и обострана поддршка, затоа што кога зборуваме за учениците, секогаш некако ние зборуваме како за посебна група, објект, а всушност и на наставникот му е неопходна поддршка од учениците, но таа поддршка ја добива и зависи исклучиво од него самиот. Значи, таа кохезија, таа синергија која што се случува во училницата, навистина зависи првенствено од наставникот и од никого друг во таа смисла, а како понатаму ќе се развива таа нивна интеракција, начинот на едукација, сето она што се вметнува, се провлекува низ тие наши секојдневни разговори, тоа навистина е веќе вистинска уметност. Ако тоа го достигне еден наставник, тогаш навистина е среќен човек. Настрана сите други околности, системски и така натаму, кои што се прилично комплексни, меѓутоа ако зборуваме за тоа навистина е така. Имаш ли некаков систем онака, имаш ли во тоа време, да речеме онака, 1 септември, прв час, нова генерација, имаш ли некаков шаблон со кој што им се обраќаш или онака ти е баш спонтано ти доаѓа? Онака, гледаш каква е структурата? Па да, прво секој наставник си прави една обсервација, нели, какви се учениците, кои се новите генерации. Еден наставник влегува во 5 класа, во случај, да речеме, влегува во 5 класа во текот на денот, со по 34 слушатели. И секој еден клас е различна група. Секоја една група има некоја своја и автентична енергија, автентични се децата на свој начин, оригинални се сите, а некогаш тој спој е малку покомплексен, покомплициран, некаде тоа оди на вистина многу поедноставно во почетоците или во стартувањето на таа комуникација. Инаку, напротив, децата не сакаат шаблони, не сакаат едни исти пристапи, нели, од типот здраво, јас сум таа и така натаму. Секогаш барем мене ми било интересно кога тоа запознавање оди малку на поинаков начин, па да се представат преку предмет, преку не знам, појава, преку нешто што ги
идентификува нив и на тој начин горе-долу нели да видиш некој првичен вака профил на секој едно дете што е спроти тебе. Да. Кажи ми во однос на познавањето на македонскиот јазик. Какво ти беше искуството, еве да речеме, се навратиме на твоите почетоци, колку затоа што зборуваме за деца кои што веќе влегуваат во втората фаза на образованието. И тие веќе треба да ги имаат совладано основите на јазикот. Какви генерации ти доаѓа? Можеш ли да направиш некоја споредба во однос на почетоците твои и последната генерација, да речеме, кога замина од Орце Николов во однос на познавањето на македонскиот јазик, грешки што вообичаено ги прават, затоа што нели јазикот во принцип е жива категорија, постојано се менува. Секое подрачје си има собствен сленг или дијалект и така натаму, но повторно е тука стандардниот македонски јазик, кој што секаде треба да го употребуваме и во принцип апсолутно треба да го познаваме. Така. Знаете како, ако треба да направам една распон од првата генерација до последната, тоа е како да зборуваме за времето пред појавата на социјалните мрежи и она што го направија социјалните мрежи. Генерално и тогаш, навистина, и со последната генерација подеднакво и исто ги работевме сите јазични теми. Значи сите теми од областа на граматика, значи ајде лексика малку, синтакса, па како се изразуваме, па читаме, па интерпретираме дела. Искрено не мислам дека нешто многу драматично се промени, затоа што психологијата на децата е универзална категорија. Значи, ако ги отворите сите теории за детскиот развој, значи, тоа е една вертикала, една константа која што се провлекува низ времето. Детето е навистина продукт на околностите кои што го креираат. И тука нема исклучок. Значи, токму од таа причина и во таа смисла секако дека има разлика од првите генерации до последниве, барем во таа смисла на нивното јазично изразување, писмено, вербално, независно, но не толку драматично, затоа што и интернетот и начинот на кој што тие сега доаѓаат до информациите, навистина па ги прави мултилингвални овие деца. Значи, ние не можеме да зборуваме за времето наше или времето кога ние бевме на почетокот и овие генерации кои што се секојдневно бомбардирани со информации истовремено комуницираат мануелно со апликации во кои што секоја од нив има свој јазик, своја условно технички, да се изразам, условно граматика, правила на кои што треба да се однесува, како да комуницира и затоа велам, не е воопшто не е проблемот во децата, затоа што тие си се продукт на животот кој го живеат. Тие не го избрале ова време за своја реалност и едноставно се обидуваат да се интегрираат во таа средина, затоа што ако не се присутни таму, тогаш тие ги губат основните врски со својата генерација. А за еден средношколец, па дури за основците, то сигурно и кај нив, нема полошо чувство или нема поголема штета ако детето постепено станува или се претвора во исклучок, во таа смисла да биде исклучено од групите, од врсничките групи, затоа што културата на однесување, облиците кои што треба да ги научи за да може да биде прифатен, може да се случат само таму, а тие тоа го имаат во своите интернет групи, односно групи на социјалните мрежи. И затоа велам, јазикот си е производ на ова време. Тие нормално е дека вкрстуваат два јазика најмалку, македонскиот и англискиот, тоа се чувствува во нивната во јазичната кога зборуваат. Па не може да се сетат на основните зборови за кои што не мислиме дека треба да ги знаат, нели? Па тие бараат, ви велат на англиски вака, па како чекате сега да го преведам тоа на македонски. Понекогаш дури и конструкцијата на реченицата на македонски има конструкција на англиски јазик. Кога писмено се изразуваат, вие следите јазична конструкција која е типична за англискиот јазик. Апсолутно, збороред и така натаму. Тоа го прават навистина несвесно и како тие практично прават експресија на себе во една обликувани во средина во која што тие
мислат на англиски, зборуваат, слушаат, комуницираат на англиски и не само со луѓето од Македонија или од Скопје, туку со цел свет апсолутно. Тоа е најголемата разлика што не можеме, односно треба да го прифатиме дека ова се генерација деца кои што живеат во глобален свет и нив тешки теми околу тоа, чекајте сега, ние мора да се држиме дека тука во овие наши локални рамки тоа не поменува кај нив. Знаеш како, ама ние воопшто нас билингвалноста воопшто не ни е туѓа работа, затоа што и во минатата држава, мислам јас и ти сме, сме производ на таа држава, сме биле мали во тоа време, значи ние учевме српско-хрватски во основно образование, така што значи на македонскиот народ во принцип од 45-та наваму, како да кажем, па и во годините претходно, значи билингвалноста никогаш не била туѓа. Знаеш како? А сега, да речеме, во поново време, српско-хрватскиот го замени англискиот и доминира, а колку па од друга страна општеството, да речеме, нуди содржини на македонски јазик, кои што се адекватни на новото време, на новите технологии и на новиот речник што го користат овие деца. Има еден убав серијал на македонската телевизија, пишува и говори македонски, нешто така беше, и тој е навистина интересен еден проект. Меѓутоа децата не се на телевизија и тој проект таргет групата всушност ја нема, односно ја слушаат оние кои што се пред телевизорот, тоа се по возрастната категорија. За да се стигне до децата преку и да се зборува за јазикот, тоа треба да се направи во формат кој што ќе им го сервираш на начин на кој што тие го прифаќаат. Односно мрежите таму каде што се постојано. И не само тоа, тие се деца кои што учат преку визуелност, преку мултимедијалност. Значи ти мора да вклучиш со визуелни алатки, мора да има некаква музичка позадина, односно треба да има неколку елементи кои што го привлекува на неговото внимание, затоа што зборуваме за време кога е најтешко да го добиеш вниманието на едно дете, затоа што тие не по своја вина комуницираат со еден океан, кога ќе се вклучи во некоја од своите апликации на TikTok или на Instagram поголемиве, тоа е едно море кое што ги води и ги носи и тие не може да се вратат назад. И вие во тоа море треба да го добиете тоа нивно внимание и тоа е навистина исклучително тешко во еден современ контекст. Сметаш ли дека потребно е институциите да направат нешто во врска со ова, бидејќи нели постојано зборуваме. Еве, Министерство за култура има многу проекти кои што се врзани со заштита, поддршка на македонскиот јазик и така натаму. Знаеш како онаа кампања учи стручно, знаеш, која што веројатно навистина донесе некоја промена и се олабави, се намали притисокот за запишување во гимназии. Еве, дури лани преклани имавме ситуации, дури во Орце примија и ученици кои што не беа со сите петки, значи навистина се намали притисокот. Мислиш дека еве се во ова ново време во кое што живееме, може државата да направи некаков таков импакт, да речеме, влијание врз секако преку вакви кампањи, по гласни кампањи околу тоа. Попристапни до учениците. Затоа што знаете кога ќе влезете во училница, секогаш децата непосредно, спонтано раскажуваат што е тоа што виделе, што е тоа што се случува. Вие ќе нафрлите некоја тема и тоа се елаборира. Ве интригираат и вас да земете дома да отворите и да видите што е тоа за кое што зборуваат денеска, јас прв пат слушнав за тоа и обратно. Ти кога им даваш некаква тема и некаква задача, им даваш насоки како тоа да го направат, па да подистражат малку, па се дискутира тоа на часовите. Генерално, програмата по македонски јазик се разбира дека има дел и литература, и јазик, и тука има една основна едукација за тоа, нели, како треба да се зборува, каква е структурата на реченицата. Меѓутоа е проблемот во лексиката, затоа што се сеќавам кога некоја од песните од македонската поезија читавме на часот, па работевме и имаше, се парафразирам, не можам да се сетам, сонцето прилега на нешто и тие речи се без исклучок во сите групи велеа што е, каков е тој збор прилега, што е тоа прилега и ред други работи за кои тие не се во таа јазична заедница, не растат. И примерите во учебниците, примерите кои што се дават,
треба да бидат од нивната реалност. Не можеме ние да даваме примери за некое наше време кои тие не го ни разбираат. И затоа се случува исто и со лектирите кога ги читаат. Па на секој втор збор да прашуваат, особено помаливи деца, што значи ова, што значи ова, што значи ова. Тој не може да го чита тоа во една целина, затоа што се соочува со зборови или лексика која е целосно непозната за него. Веќе е непозната, затоа што архаизмите се веќе тотално не се загубени, јас не сметам дека се загубени, затоа што возрастните луѓе си ги познаваат архаизмите. И да речеме, оние деца кои што имаат афинитет за јазици, имаат слух и за диалекти, и за архаизми, тие природно ќе ги научат. И на крајот, навистина децата учат природно, затоа што во едно оделение вие имате деца кои што доаѓаат од различни јазични заедници. Кога велам јазични заедници, значи јазик во семејството, во рамки на семејството. Па деца што растат со баби, дедовци, па знаат и ги познаваат тие архаизми, затоа што се тоа стари зборови, тој не се среќава во секојдневната комуникација. Деца што растеле во поинаква средина, не знам, татко, мајка, каде што да речеме се комуницира на поинаков начин, нивото на комуникација е друго, тоа навистина го акумулира тој јазичен фонд и тој така изборува. И затоа велам, секој дете е продукт освен на социјалните мрежи, првенствено на онаа база од која што доаѓа. Точно. Така. Да не зборувам и за други нејазичното однесување, односно сето тоа е продукт првенствено на тоа мало јадренце од кое што доаѓа. Така. И во однос на воспитување, на култура и на се. Често пати сум ти го слушнала ставот со кој што 200% се согласувам. Значи, тоа го прават луѓе кои што се во образовниот систем, наставници, во основно, во средно, во смисла ги кудат новите генерации, младите во однос на јазикот, како зборуваат денес, пишуваат постојано со кратенки. Значи, вниманието на нив им е толку ограничено, ги бираат исклучиво кратките форми на комуникација. Дали на социјалните мрежи, дали во пораките преку мрежите и така натаму. Во смисла НЗ, значи не знам, БРТ, значи брат и така натаму. Значи, нели, во ова време сите меѓу себе се викаат брат, без разлика дали се машки или женски. Знам дека многу наставници не реагираат убаво на ова и така натаму. Ти често знаеш да кажеш луѓе полека, ова е нивно време и секоја генерација си има свој начин на изразување. Да, јасно. Тоа не значи дека нема да ги совладат и дека нема да ги научат, дека се глупи, например, така, и дека ќе останат неписмени, нема да го совладат македонскиот јазик. Кога зборуваме со децата, баш имавме некои вакви вежби во кои што тие ги пишуваат тие кратенки и добивме еден фин, еден богат јазичен материјал, па нели ги дешифриравме или што е тоа, што значи и така натаму. Тоа е богатство прво, затоа што и она што исто така го забележав, барем и правевме некои мали анкети и истражувања, на социјалните мрежи тие генерално комуницираат со латиница. Значи, тие не пишуваат кирилични букви. И некогаш правиме некакви вежби, ајде обидете со овие 2 дена, кога комуницирате со вашите врсници, групи и така натаму, пишуваме кирилица. И тие секогаш се смеат, се вадат од памет. Значи, што ти стана, ова не припаѓа во оваа јазична заедница, ова однесување. Значи, за да може, кога влегуваат во онлайн просторот, тие се интегрираат во тој простор и така комуницираат. Но кога комуницираат со наставникот, тие не комуницираат на тој начин. Така што треба да се разбере дека и тие имаат еден буквално двоен идентитет и тоа треба да го имаме предвид. Значи, едниот е овој физичкиот, кога ние имаме физичка комуникација со нив, и тие си ги користат јазичните изрази кои што се според контекстот во училница, во училиште, наставник не може да му се обрати со брат и тоа тие не го прават. Не го прават апсолутно. Меѓутоа кога во оној вториот нивни идентитет, онлайн идентитетот, тие си комуницираат на јазик кој што е прифатлив за таа заедница и никако поинаку, затоа што пак ќе кажам и во психологијата и во детскиот развој, во
тие години на вистинско созревање, значи некаде до 7-та година, првите години се знае кои се темелите и кои треба да ги постави во развојот на детето, меѓутоа подоцна низ училиштето на вистина станува подоминантно нивното чувство на припадност. Значи тој мора да припаѓа на групата со која учи, со која се дружи, со која расте и на некој начин и да комуницира на тој начин. И тука нема апсолутно ништо страшно и тоа не го нарушува нивното незнаење. И секогаш она што не е прифатливо за мене е кога возрастните ќе зборуваат и ќе го вперуваат прстот во децата, доделувајќи им секакви негативни идентитети, секакви имиња, колку се тие вакви и онакви неписмени. Па само погледнете ги социјалните мрежи на возрастните. Тоа се луѓе кои што се продукт на поранешниот систем, во кој што многу се учело, во кој што имал. Па погледнете го нивниот јазик, што кажува тоа. Така што овие деца си се производ на ова време, јасно е дека влијанието на другите јазици, во овој случај заради нивната интеграција на интернет, англискиот влијае, јасно дека ќе влие и понатаму тоа ќе биде. Меѓутоа дека детето нема да научи македонски добро или дека нема да знае да се изрази, се разбира, ќе зависи од многу фактори. Првенствено, пак велам, и од дома, и да бидеме сега реални. Дури комуникацијата во домовите, кога зборуваме сега за најмалите деца, апсолутно концептот е променет. Денес домашната атмосфера е сите сме на телефони, детето најмало е на телефон и гледа нешто, нели, за да бидеме сите спокојни, односно да се одмориме. И јасно е дека тоа дете и вербално не комуницира толку многу како што комуницирале порано генерациите. И затоа велам, дури ако секогаш се смееме со моите пријателки кои што доаѓаат од училиштата, дека порано беа децата и побунтовни, некако беше предизвик не да го скротиш, туку да најдеш некако заеднички јазик со него, ти се лизга некако бунтовно, излегува од некои рамки. Сега некако последниве години, десетина, навистина се поинакви децата, потивки се, помалку бунтовни се, не дека се плашат, ама како се да се сведува на тој нивен свет таму и како да немаат силна една бура во нив за поголем активизам, општествен активизам. Зборуваме на ниво на училиште. Училиштето е мало општество. Така, апсолутно. Јас сегогаш велам, и тоа сум го правела многу често, го знаат тоа генерациите. Сегогаш на лист им дадев на крајот на годината или на полугодие, што е тоа што не беше добро во нашава работа, за да знам каде да се поправам. Тоа не беше механизам за јас да ги осудам нив и да речам како тоа вие мене не ме разбирате, јас 100 пати ви го повторив тоа. Тоа не е одговор. Туку да научам нешто од нив. Чекај, оваа генерација доаѓа од едно друго време. Родена е таа и таа година. Многу околности се промениле. Мојата задача е сега да видам како јас да се променам. Не сум јас скулптура статична која што треба да не се промени и сите генерации што доаѓаат треба да се огледаат на мене и јас да бидам тој извор и ресурс на се тоа што всушност тие треба да го прават. Тоа не може да помине во училиште. Јасно. Знаеш што, сакав чисто онака да го имаме предвид, да имаме предвид твојата компетентност, затоа што магистерската теза ти е на тема методички постапки за интерпретација на текстот во наставата во средното образование, а докторската дисертација ти е на тема воспитно-образовниот процес во наставата по литература, методи за развојот на критичкото и креативното мислење. Чисто сакав ова да го спомнеме, затоа што ти имаш онака дебело портфолио зад себе, искажувајќи ги овие ставови. Колку промените во ново општество, бидејќи нели постојано зборуваме, мораме да се справиме со brain drain, значи излив на мозоци од Македонија, значи ние не се соочуваме само со тоа. Луѓето сакаат да си одат од Македонија, нели имаме обиди да ги задржиме тука. Колку од дома треба да тргне
овој процес на воспитување, на грижа за децата. Она што кажуваш, да, возрастните седат пред екрани и децата првенствено од најмала возраст го имитираат овој момент. Веќе никој не разговара меѓу себе. Веќе нема големи семејни собирања по дома, знаеш. Семејствата најчесто едноклеточно си функционираат и нема веќе многу мешање. Тоа не беше многу одамна тој начин на живот на кој што сме навикнати тука да го живееме. Нема ни десетина години, значи беше многу помасовно во тоа време. Да. Од друга страна имаш родители, еден куп родители сум ги слушнала. Да, оние што кажуваш, што ги гледаме и на социјални мрежи, каков јазик користат тие, а очекуваме нивните потомци да користат подобар јазик. Така, колку од дома треба да тргне оваа работа? Знаете како се промени се, па и родителството. Да. Едно нешто што недостасува, може би се тие форми, ако има некакви иницијативи, колку што ги следам за некаква родителска писменост, тоа значи да се постават некакви основни столбови за тоа како всушност треба да се обликува едно дете во првите години од детскиот развој, па и во училиштето. Кога велам се промени родителството, мојот впечаток е дека некако многу повеќе зборуваат за правата, а некако многу помалку за одговорностите. Така што и родителот, секој родител треба да биде свесен дека првата одговорност за постапките на детето ја има родителот. Па се друго понатаму, затоа што во работата со генерации, значи 26 години во образованието биле генерации, а на тој начин и семејства и родители, на вистина не без исклучок, родители кои што се грижат за своето дете, имаат поставено некакви, како да ги кажам, параметри за тоа што значи добро однесување, што е добро, а што е лошо. Родител кој не го релативизира лошото однесување со ама тој е таков и вие треба да сватите дека тој е само темпераментен. Јас навистина ги обожував, да речам, ги сакав тие такви темпераментни деца, имаат посебна енергија во оделението секогаш, ама никогаш тоа не треба да се граничи со невоспитание, односно не може да се граничи со насилство врз другите или со тоа да тој за да го обезбеди својот простор за екзистирање треба да биде подсена на жртви во неговата непосредна околина, односно во неговото оделение и така натаму. Така што низ моето искуство сум се соочила и со родители кои не можат како низ магла живеат, не можат да ја прифатат одговорноста дека со детето треба да се работи. Ама кога велиме со детето треба да се работи, тоа се прави во првите години. Да. Вие на 16 години веќе имате готов производ. Така. Тоа се само финеси околу тоа дали детето ќе се пронајде себе си понатаму во тоа што го сака како кариера или ќе прави некакви компромиси и така. Меѓутоа психосоцијалниот профил на детето си се формира многу порано. Да. И затоа велам, на вистина родителите и начинот на работа се измени. Сега и тие се повеќе ангажирани на работа и сето тоа повлекува. На вистина семејството како клетка малку се расцепка на милион делчиња. Да. Но пак ќе кажам, фактот дека на овој свет му носиш свое дете, автоматски значи дека повлекува, да речам, и некои своји одговорности, откажувања, жртви кои што треба да ги правиме сите ние за да создадеш дете кој ќе биде отпорно. И затоа велам, ги следам и состојбите со вештачка интелигенција во образование, што прави сега таа, вистина е тоа инспиративно што се случува во делот на па и на едукацијата, но најважно е детето сега, современото образование, дури последните овие извештаи на ОЕЦД и така натаму велат, мора да создаваме не дете кое што ќе биде и целно ќе гледа на академскиот успех само, туку дете кој што ќе биде во процуд, ќе бара смисла во тоа што го прави. И мислам дека почна конечно да се појавува една нова парадигма во образованието, дека детето истовремено е и социјално битие. Детето е и психолошки ентитет. Детето треба да биде здраво, зборувам и социјално и психолошки, да има некаква бариера, одбранен механизам не за само соврсниците,
за да се впушти во онлайн светот, затоа што на TikTok со тие мали прстиња, тие се соочуваат со содржини кои целосно се вон с памет да ги абсорбира, да ги гледа дете кое не е емоционално зрело за тоа што го гледа. Неговите образци на однесување по тоа се дека тоа е нормално затоа што го видов дека тоа го прават. Будноста на родителот треба да биде тука, се разбира, и затоа велам, не случајно во поразвиени земји вклучувањето на децата во тој онлайн свет се случува многу подоцна. Да, Данска сега го ограничи на 15 години, да, воопшто ама и кај помалите деца, да. значи дете од 2 од 3 години, јас секогаш велам, прво треба да го запознае материјалниот свет, да ја допре масата, да види дека оваа чаша е тешка кога е наполнета. Значи, мора да го запознае светот во физичка смисла, да стане отпорно на тоа што значи предизвик, дека може да се повреди ако го направи тоа ќе го направи низ искуство. Вклучувајќи го со телефонот во тој свет зад екранот, тоа не го знае, не го познава материјалниот свет, а таму гледа предизвици со кои нема да има утре проблем да направи секаков предизвик, дури и несвесен за последиците и по себе, но најмногу и по околината. И затоа има еден парадокс, колку повеќе зборуваме за булингот, толку повеќе булингов некако расте затоа што новите генерации и родители на вистина треба да бидат свесни, а се свесни, само голем дел јас кога ги следам и дискусиите, дебатите, на вистина се загрижени. Но пак ќе кажам, повеќе се загрижени тие што се жртви, отколку овие што не може да се справат, односно бараат, дел од нив и бараат помош, што е сосема во ред. Но дел од нив, пак ќе кажам, и од моето искуство, го релативизираат тоа, го сметаат дека тоа е така, дека така децата растат и така натаму, меѓутоа сега последиците се многу поголеми. Да, и овие генерации се посензибилни и ние не можеме да ги осудуваме сега заради тоа, ти не си машко, затоа што не си толку јак, напротив. Секое дете има своја природа, сензибилитет. Нив им е потешко сега. Ние можевме и требаше да се интегрираме на улица, во физичкиот простор и таму да го најдеме своето место. Дали си лидер, дали ќе трчаш ти по топката секогаш или не знам што. Меѓутоа, со социјалните мрежи овие деца навистина им е многу потешко. Колку се свесни наставнициве за овие нешта, ти што ги кажуваш? Колку ги разбираат нештава и во смисла на тоа, колку ги разбираат деца кои што во овој адолесценски период се најрадливи некако, знаеш, еден куп прашања им се отвораат, биолошки промени им се случуваат, сето тоа влијае во смисла, од друга страна па општеството ни е такво какво што ние, голем дел од онаа средна класа се веќе осиромашени и оние што можат да им помогнат ментално и не може да помогнат, не може да речеме, не може да им ги задоволат оние другите потреби на децата и повторно се појавува некаков дисбаланс во тој секојдневен живот. Живееме во време на прекумерно производство, на мегаломанија, на производи кои што ретко кој може да се ги дозволи. Тоа од друга страна создава фрустрации кај децата и повторно доаѓаат во школа каде што во принцип и да учат, одат без волја. Не ја сваќаат смислата на одење во училиште, туку дури не го сваќаат никако обврска, туку како товар што мора да го поминат. Во секој училиште има прекрасни професори, наставници, но тие се бројат на прсти во таа смисла. Значи, сето тоа сега повторно повлекува системски проблем. Значи, се намали интересот за студирање на наставничките факултети. Квалитетот на тие што се запишуваат, се разбира, од она што ги покажуваат листите, поприлично е паднат во однос на она што беше пред години. Но како и да е. Јас пак ќе кажам и секогаш тврдам дека не можеме ние да чекаме системот да не едуцира како возрасти во ова време на илјадници страни, ресурси. Секој еден наставник треба да се едуцира на начин кој што е баш онака како персонализирано учење. Чекај, ќе прочитам нешто за детскиот развој во тие години од средното образование. Значи, сега веќе
навистина е неоправдано ако очекуваме дека треба да чекаме системот да не едуцира, затоа што онлайн ресурси, цели курсеви кои што се достапни онлайн, се бесплатни. Користењето на јазичните модели, сега можете слободно да комуницирате и на македонски, па ќе ви даде некакви линкови, ресурси со кои ќе Значи, ако сакаш, навистина можеш. Така што денес само е прашање колку се мотивирани наставниците тоа да го прават. Но најдобрите наставници во училиштата, интересно, секогаш се мотивирани да се усовршат или се преиспитуваат дали добро го направив тоа, или баш ми е жал денес некако како да погрешив кога му реков вака на детето, може не требаше вака, ајде утре ќе се... Ме разбирате? И оние кои постојано велат дека не се мотивирани, дека и така натаму, и затоа велам, потребна е огромна мотивација на наставниците, потребни се плати кои што ќе бидат на рангот на вистина на она што се и лекари, и инженери системски, но тоа мора да има некаков критериум, затоа што во едно училиште навистина се бројат на прсти наставници кои што прво се влезени со цела љубов и со цела страст во тоа што го прават. И тој професор, тој наставник заслужува навистина да биде платен за тоа соодветно на својот труд, затоа што само му се дава потврда дека тоа што го прави е навистина вреднувано. Да не зборувам дека замина доскоро, во неформалниот разговор зборувавме за колеги наши професори кои што замина во пензија, и колешката од Корчагин, почитуваната Фросина Митрушева и така натаму. Тоа се професори кои направили одредено влијание во животот на децата. И замислете, тие никогаш не беа препознаени. Тие луѓе вредат на вистина да бидат некаков подсетник дека наставникот има огромно влијание во животот на децата. И ако не сакаш тоа да го работиш, подобро не го работи, затоа што навистина штетата е огромна. Ако јас напишам еден текст во кој што има многу грешки, за тоа стои моето име, тој што ќе сака да го чита, ќе го чита, некој ќе искритикува, ама е само пишан текст. Но кога работиш со деца, значи дневно имаш 4 класа со по 30 и нешто слушатели, навистина е многу тешко, многу е одговорно, ама е многу убаво, навистина, затоа што неверојатно ти ја даваат енергијата која што ја носи сегашноста. Учиш работи кои што ги носи реалниот живот. Се преиспитуваш. И јас дури секогаш велам, можеби јас сум ова што сум денес, не можеби, сигурно сум јас ова што сум денес само и единствено благодарејќи на генерациите кои што беа спроти мене во училницата, односно заедно со нив некако и јас се обликував и созревав. И затоа велам, децата се материјал кој што ние го создаваме, не само ние како луѓе. Ако го подигнеме тоа на повисоко ниво, погледнете го патот на едно дете до училиште. Значи, во секоја втора куќа блештат убави реклами на обложувалници, коцкарници и така натаму. Нема нешто што е детска библиотека, а што на ист начин ќе блеска кога детето ќе оди. И сакам да кажам, системот навистина како да му одговара ова урнисување на сите тие основни, базични некои столбови без кои не се може. Штетата навистина е голема. И затоа оние деца што се амбициозни, што сакаат, што се љубопитни да истражуваат, ретко или остануваат тука, ама навистина се фрустрираат затоа што системот номинира за вредност нешто што е надвор од сите елементарни стандарди за тоа како треба да изгледа, па дури ако сакате да почнеме од законодавниот дом, кој знае од кога ние не сме слушнале убава дебата. Дебата која што ќе задоволува основни политички дискурс, комуникацијски дискурс меѓу еден човек и друг. И да не зборувам за сите нивоа подолу. До сега не се случи и покрај тоа што сите зборуваат во една наша секојдневна култура е изразот купени дипломи и така натаму. Сите знаеме каде е изворот на тоа, а никој не се обиде во овие 10-15 години тие центри едноставно да ги заклучи. Затоа што носи тоа? Носи систем кој е преполн со луѓе кои што
прво не учеле, не поминале низ филтерот на тоа што го работат, а тој е ставен во позиција да креира политики и да носи одлуки, што е уште пострашно за генерации кои што ни се наша одговорност конечно. И затоа ја се надевам дека овие деца кои што пак растат во еден поглобален свет, дека можеби ќе создадат општество кое што ќе биде веројатно ќе одговара малку на нив, затоа што ние очигледно не го направивме тоа што треба, иако дел од луѓето кои што ги познавам и во моја непосредна околина дадоа максимум, на вистина. Кога велам дадоа максимум, со својот прво личен пример. Кога работиш, како се однесуваш, како комуницираш со тие со кои што работиш, зборувам во случајов за учениците. Така. Тоа се стандардите на работа и тоа е тоа што ако секој си ја работи својата работа професионално, одговорно и со основно ниво на култура и почит, јас на вистина ние ќе бевме до сега високо развиена земја. Високо развиено општество. Кажи ми, што мислиш? Колкав дел од сите овие нешта имаат влијание во траумите на децата? Затоа што оваа тема си ја работела, си истражувала на оваа тема, траумите кај средношколците. Колку им се создаваат, знаеш, од друга страна испомна дека последниве генерации се многу потивки, помалку бунтовни. Очигледно е многу дека децава се многу поподложени на стрес, дека тоа веќе тоа го манифестираат на многу начини. Значи не се жолти, црвени светла се уклучени онака. Јас поединци гледам меѓу мои пријатели и така натаму, децата на вистина им се создаваат трауми. И сега не е онака муабетот, јас сум бил во војска и јас тоа што сум го издржал, можат и они да го издржат. Значи сосема живееме во едно многу друго време. Во многу поинакво време. Како да се справат со траумите? Можеби е парадоксално ова што ќе го кажам, но мислам дека токму социјалните мрежи е местото за траума кај децата. Кога велам траума е можеби тежок збор во таа смисла, но таа компетитивност, тоа раскинување нивно да бидат како она што го гледаат, а не можат затоа што се условени од некоја екзистенцијална, социјална основа од која што доаѓаат, им го прави притисокот. Тоа го обработуваат тие и не се чувствуваат добро заради тоа. Зборуваме за општествената околина во која што живеат. Сите дискусии дома кога се водат за тоа што се случува во нашето општество, децата си се активни слушатели. Тоа може би игра, тоа може би гледа на телефон, меѓутоа тоа на радар ги фаќа точно нашите ставови, судови околу ова што се случува. Тоа на второ ниво уште толку ја крши неговата жет, страст да учи, да работи, да создава, затоа што нема поубава компонента, нема поубаво нешто ако на детето му се вгради основната работа, тоа е љубопитноста, да гребне, да создава, да обликува, дали ќе прави нешто од хартија, дали ќе напише нешто, затоа што секој има некоја дарба за нешто. И сите овие работи ги кршат. И затоа секогаш кога разговараме со родителите, кога сме разговарале на родителски средби вака лично, нели, контурата на детето, замислете, кога ќе дојде во училиште и ставете само една точка во главата на детето, тоа е местото на училиштето во неговата глава. Тоа е само една мала точка. Тоа има милион други такви мали точки кои што всушност го соочуваат со животот, реалноста, се прашуваат кој сум јас, дали сум јас ова што мислам дека сум или можеби сум нешто друго, или треба да бидам нешто друго. И она што го прават социјалните мрежи, па и општеството, сите ние заедно, тука не треба да се иземеме никој, нели? Меѓутоа пак ќе кажам, има луѓе што на вистина максимумот го даваат и не може да се идентификуваат со тоа сите ние. Да. Значи тоа не, како што во секој училиште, како што во секој институција има луѓе професионалци и тие се тие што всушност се таков некој стаа една светла точка. И затоа велам во однос на децата на неколку нивоа сето тоа им се таложи и сето тоа се тие, да не зборуваме за последниве настани што ни се случи, тоа се сериозни травматски искуства кои се пренесуваат.
на секаков начин. Значи, траумата е една навистина комплексна тема и затоа велам, во овој свет најважната работа на родителот и на наставникот не е веќе фактографијата во училиштето, тоа е веќе јасно. Затоа што сега веќе навистина вие имате една биолошка интелигенција, а децата се соочуваат со уред во кој што има интелигенција која ја надминува биолошката интелигенција на човекот, барем во податоци. Јас, можеби ке бев, кога бев во почетокот, јас бев некаков ресурс за знаење од областа за која што зборувавме со децата, меѓутоа сега веќе во ова време, кога тие со внес на основните зборови за кои што зборуваме добиваат илјадници ресурси, моето место веќе се повлекува во таа смисла или е многу важно во креирањето на личност која што само ќе сака да истражува, ама ќе го правиме тоа заедно. Најсрекната формула во училница е кога децата знаат дека и вие заедно со нив го правите тоа. Ајде ќе истражуваме заедно. Кога детето му се случува нешто или кога не сакаме да го прифатиме тоа однесување, не велиме ти си проблемот, ти си ваков, ти си онаков, туку велиме, или најдобро е кога ќе почнеме со тоа, ние, јас и ти имаме проблем, како ова да го решиме. Можам ли јас тука да помогнам? Многу често и не можеме, затоа што проблемот е длабоко вкоренет дома. И сме имали искуство и како наставници, ќе почнеш да соработуваш и со родител, ама сваќаш дека таму проблемот е многу тежок, непоправлив. И тие деца практично се оставени да плутаат по едно море на околностите кои што ги носат, и тие деца посебно, кај деца со високосвесни родители, навистина е привилегија. Тие деца се привилегирани во смисла дека имаат некој што прави некакви контури на однесување, му е подршка, го разбира, има широчина во тоа што е добро, односно јасно е дека некогаш детето ќе направи работи кои што со кои сака да ги помести границите, тоа е сосема нормално. Меѓутоа, навистина е многу тешко кога имате деца на кои што сакате да помогнете, но околнината, системот, семејството е во распад, и тоа дете нема за што да се фати. Единствената гранка можеби ќе биде професорот, наставникот, ама неговите ингеренции не се семоќни. Тие завршуваат со завршување на училишната смена. И затоа велам, децата се како свила, материјал кој што ви е даден во рацете како родител, како наставник, како одговорен, како директор, како носител на политики, и вие треба да го обликувате. Од нас зависи и од никого друг. Децата си се продукт и затоа никогаш не го вперувајте прстот во децата, не е фер спрема нив, не е етички, не е педагошки, не е одговорно. Дури, не знам како да кажам, навистина со таа осуда им додаваме на сето ова што и се случува, уште едно капаче во тоа шише во кое што сме ги затвориле, дека тие се само недобри луѓе и недобри граѓани и така натаму. Кажи ми, во овој контекст, се сеќаваш ли на некои примери на родители на деца кои што те шокирале, те одушевиле позитивно или те шокирале негативно? Нешто што ти има останато во сеќавање? Веројатно, не знам, можеби моето гледање на работите позитивно и некако вака секој дете си е моја приказна посебна, и кога се среќаваме на овие средби 10-15 години и така натаму, па и неформално се среќаваме, нели? Некако сите ме воодушевиле на начин што секој си го нашол својот пат, во смисла на тоа станал тоа што сака да биде. Тоа е можеби апел и до родителите, сите сме родители, нели? Се обидуваме, нели, да им дадеме некакви можности, да ги упатиме на некаква свест за нешто, ама секогаш на крајот кај детето победува тоа што всушност е тоа самото, во изборот на професија, во тоа што е по карактер, нели? И затоа велам, навистина има позитивни искуства. Деца кои што биле активни, со кои што сме правеле различни активности. Една од најемотивните можеби за мене била кога заедно со учениците
ја посетивме детската клиника заедно со невладината организација САНО и децата им читаа приказни за добра ноќ на дечињата болни од малигни заболувања. И некако за мене тоа беше можеби една најемотивна и тогаш некако почувствував дека тоа е вистинското, затоа што после тие активности голем дел од децата рекоа дека тоа им го променило животот, им ги променило приоритетите, а за дел од нив таа средба беше пресудна денес да станат ги студенти на медицина и да бидат успешни лекари и пред се емпатични луѓе. А од негативните се разбира имало во однос на она што претходно го зборував, кога сакаш да помогнеш во ситуација дека на детето му треба поддршка да ги свати разликите меѓу добро и лошо. Не едеш на зид дома. Да, обично родителите, дел од нив барем не може да го прифата тој и го на некој начин омекнуваа тоа дека е тоа нормално за детето во развој, се е нормално за детето во развој и навистина е имало искуства секакви, се случувале различни дисциплински прекршоци и така натаму, но сите биле во рамки на она што се очекува од средношколците во тоа време, нели? И нормално е, значи детето не е вазна, па каде ќе го ставим и така ќе вирее, нели? И баш е тоа симпатично во суштина, но имало ситуации на насилство врз друго дете, па не може да го свати тоа родителот дека навистина детето има проблем во комуникација и дека неговиот мир и статус кој се обидува да го докаже не треба да го прави на тој начин, да. Сега си во една многу поинаква ситуација во Институтот за македонска литература. Ти не достигаат ли средношколските денови и на што си сега фокусирана во работата? Многу ми не достигаат учениците, значи тоа е неверојатно, еден дел од мене остана таму во училницата и уште е жив. И затоа некој работиме со проекти со училиштата, па одржувам некој гостинско предавање така за да ја почувствувам повторно енергијата, затоа што науката не сме да биде имуна на надворешниот свет. Научната дејност е навистина прекрасна, затоа што истражувате и живеете со нови трендови кои што се појавуваат во науката, сите овие промени носат промени и таму. И во моментов работам најмногу на она што мене ми е инспирација во моментов, тоа е како вештачката интелигенција ја минува хуманистиката, како раскажувањето или приказната всушност помага и се вкрстува и со други науки. Па, да речеме сега последно читам повеќе за така наречена наративна медицина, во која што приказната и книгите всушност и автобиографиите на луѓе кои поминале тешки медицински состојби, всушност го користат студенти и лекари како концепт на комуникација, значи концептот на раскажување приказна во комуникација со пациентите за да се разбере каков е светот од страната на еден пациент. И тоа исто така ми е многу интересно, значи се што е поврзано со дигитални текстови, вештачка интелигенција, ова за кој што го зборувавме, затоа што мислам дека живееме во едно време на мултидисциплинарност, на интегрирање на науки кои што веќе не може да постојат сами по себе, затоа што се вкрстува во нешто. Конечно и за една книга да се продаде, авторот, издавачката куќа мора да работи со техники на маркетинг, односно да примени техники на маркетинг за да биде видлива таа книга, инаку ќе ја преплават информациите или овој информациски ветар што не носи секој ден. Бура. Тамара, сиве овие нешта од вештачка интелигенција до себе ова со наративната медицина ти го закажувам како тема за наредно гостување во Women подкаст и навистина сериозно ти закажувам за една година например да седнеме и да го направиме овој муабет. Фала ти многу за инспиративниот разговор. Стварно мислам дека ќе допреме до многу луѓе, до многу родители и наставници. Благодарам на поканата. Јас се обидов само да го сублимирам моето искуство лично, професионално, она како се случувало во најавтентичната негова верзија. А како секој ќе постапува и ќе се однесува, тоа веќе останува на сите нас. Но најважно е секој од нас да ја работи својата работа
професионално, одговорно и со љубов. Тоа е тоа. Фала ви.